гледачи, еселаму алейкум и добро вечер од студиото на телевизија Спектрум во најновото издание на верско-едукативната и образовна емисија насловена како Вера и живот. Наш вечерашен гостин го поканивме имамот во село Октиси на Долна џамија, господинот Ариф Ефенди Рамадани. Добро вечер, селаму алейкум и добре ни дојдовте. Алейкум селам и добро ве најдов и посакувам успех во вашата работа. Ви благодарам. Темата на нашиот разговор ќе биде Мухамед алейхиселам, милост за целото човештво. Со оглед што се наоѓаме во месец во кој е роден пејгамберот алейхиселам, сакав да ве запрашам која е важноста на овој месец и во кој месец се наоѓаме се? Алхамдулиллахи раббил аламин. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Фала и захвала му припаѓа на Аллах Джелешанову, Господарот на сите светови, кој не почести да бидеме припадници на оваа вера Ислам, да бидеме дел од уметот на Мухамед алейхи салату васелам. Волјата и желбата на Аллах Джелешанов беше да испрати последен пејгамбер, кој пејгамбер е роден токму во овој месец во кој ние се наоѓаме, месецот Рабиул Ауал, месец кој е многу значаен во историјата на Исламот и воопшто во целата човечка историја, бидејќи токму на 12 Рабиул Ауал е роден последниот Аллахов пејгамбер Мухамед алейхи салам од татко Абдула и мајка Емина. Овој датум покрај неговото раѓање исто така е во овој ден и самиот пејгамбер алейхи салату васелам преселен на ахирет. Исто така овој ден 12 Рабиул Ауал во овој месец Мухамед алейхи салам ја направи хиџрата, преселбата од Мека во Медина и со тоа отвори нова страница во историјата. Секако ние како припадници на оваа возвишена Аллахова вера Ислам, како дел од уметот на Мухамед алейхи салам, неопходно е и неизбежно да се подсетиме за овој голем пејгамбер Мухамед алейхи салам и токму вечерашната тема Мухамед алейхи салам, милост за целото човештво, ја зедовме како појдовна точка, бидејќи Куранскиот ајет Аллах Джелешанову вели: "Вама арселнаке илла рахметан лил аламин", и ние те испративме Мухамеде само како милост до целото човештво. Тука Аллах Джелешанову многу јасно и прецизно нагласува дека испрашањето на Мухамед алейхи салам не е испрашање само до муслиманите, туку до целиот свет, до сите светови, и затоа тој е голем настан за нас муслимани, меѓутоа и за цело човештво, бидејќи дојде со еден програм, со една вера, со една универзални пораки кои сеат мир во срцата на луѓето и во светот. Ефендија, молам. Дали може да ни објасните еден краток опис на неговата биографијата на Мухамед алейхи салам и некои настани кои се случиле, чудни настани кои се случиле во текот на неговото раѓање? Мухамед алейхи салату васелам е последен Аллахов пејгамбер. Тој е роден во Мека, во Саудиска Арабија, во 571 година, во година која е наречена Амул Фил, година на слонот. Бидејќи таа година арапите, како и нашите народи до пред некое време, годините ги сметаа според некој значаен настан, па така и арапите таа година во која роден Мухамед алейхи салам ја нарекоа Амул Фил, година на слонот, бидејќи кралот Ебреха заедно со една огромна војска на слонови тргна кон Мека да ја сруши чабата, да ја сруши Аллаховата куќа. Меѓутоа Аллах Джелешанову тоа не го дозволи. Фаерсел алейхим тајрен абабил. Аллах Джелешанов пушти негова војска, која војска беше едно јато на птици кои во своите канџи носеа каменчиња и од озгора ги спушта и ги гаѓаа тие војници. Затоа Аллах Джелешанов објавили посебно куранско суре која се нарекува сурето Фил. Алем тара кајфа фаала раббука би асхабил фил. Зарем не знаеш како направи Аллах Джелешанов со војниците, со собствениците на слонот? Мухамед алейхи салам потекнува од една скромна фамилија. Татко му почина уште пред да дојде Мухамед алейхи салам на овој свет.
на 25 годишна возраст, доаѓајќи од Сирија, од трговија. Мајка му, која го породи на Мухамед алейхиссалату веселам, раскажува дека која вечерта го породила на Мухамед алейхиссалам, хараџет нурен фаъдаат кусуру Шам, од незината утроба излегла светлина, која светлина ја осветлила не само собата, просторијата во која се наоѓала Амина, мајка на Мухамед алейхиссалам, туку таа светлина ги осветлила и дворците на Шам, на Сирија и така натаму. Потоа Мухамед алейхиссалату веселам на 6 годишна возраст останува јетим, останува сирак и тогаш неговата мајка починува, кога била во посета на незините војковци во Медина, во племето Бену Неџар, и враќајќи се за Мека, таа починува. Меѓутоа, пред да се пресели на Ахирет, таа му порачува на Мухамед алейхиссалам една важна порака, која и си ние во денешно време би требало да ја порачуваме на нашите внуци и синови. Таа пред да ја испушти незината честна душа, му порача на своето мало дете, 6 годишно дете, му рече: кун раџулен, биди маж, биди човек со свое достоинство, биди човек со свое ја. И Мухамед салаллаху алейхи ва селем, и покрај објава од Аллах Џелешану, секако и со овие зборови од неговата мајка, Мухамед алейхиссалату веселам беше вистински маж, вистински побожник, вистински пејгамбер на Аллах Џелешану. Во таа година во која роден Мухамед алейхиссалам се случија некои невообичаени појави, феномени кои во исламската терминологија се нарекуваат муџиза. Муџиза значи надприроден чин, чин кој човекот не може да го направи освен со Божја волја и со Божја интервенција. Таа година во која роден Мухамед алейхиссалам згасна оганот кој го обожава персиците со векови наназад. Таа година во која роден Мухамед алейхиссалам се распадна кралството на Кисра, на персискиот крал. Таа година во која роден Мухамед алейхиссалам, како што спомнав, Аллах Џелешану ја сруши слоновата војска со кралот Абраха. Таа година во која роден Мухамед алейхиссалату веселам, Аллах Џелешануху не им дозволи на шејтаните да ја слушаат Аллаховата објава и потоа да ја пренесуваат до оние кои се занимаваат со сихирбаз, со гатање и со бајање. Мухамед алейхиссалату веселам вели Амина, која го роди, и дојде еден глас кој рече: ти ќе родиш човек кој ќе му даде светлина и блескавост на овој свет. Таа го роди Мухамед алейхиссалам како едно честно чедо, преку кое излегуваше светлина и нур представуваше светлина за целото човештво, а истовремено Мухамед алейхиссалату веселам беше и последен Аллахов пејгамбер. Дали е нагласен неговото раѓање во претходните објави? Секако дека Мухамед алейхиссалату веселам како Аллахов последен пејгамбер го најавиле и поранешните пејгамбери, тоа го потврдуваат и старите книги, тоа го потврдуваат и брахманските книги и индуските книги, тоа го потврдува и Стариот Завет и Новиот Завет. Тоа исто така е нагласено и во Куран Азимушан. Тоа најдобро ќе го аргументираме со неговиот хадис на пејгамбер салаллаху алейхи веселем, каде Мухамед салаллаху алейхи веселем вели: ана давату Ибрахим ва бушра Иса ибн Марјам. Јас сум довата на Ибрахим алейхиссалам и јас сум радосна вест на Иса алейхиссалам. Што значат овие зборови? Јас сум довата на Ибрахим алейхиссалам. Ибрахим алейхиссалам, тоа е во исламската терминологија, или Абрахам, како што се спомнува неговото име во Стар Завет. Аллах Џелешану ја спомнува неговата дова во Куран Азимушан и вели: Раббена вабафихим расулен минхум. Господару мој, Господару наш, испрати им пејгамбер од нив.